Почитувани колеги, почитувана јавност, денес ќе започнам со изјавата која што премиерот Заев ја даде во мојот роден град Прилеп само пред локалните избори на еден митинг. Цитирам: "И цело време го донеле Заев да го продаде името. Ајде мајката. А моите сограѓани пак, неговите сопартијци, среќни, се смејат. Оти обично во историјата на Република Македонија се вели се што почнува од Прилеп. Па најверојатно овие луѓе, верувам дека така насмејани, верувале оти премиерот од Прилеп всушност ја најавува својата дипломатска офанзива за зачувување на уставното име на државата. Потоа во интервју за телевизија Плюс, премиерот Заев изјави оти доколку СДСМ дојде на власт, промена на името нема да се случи. Имено премиерот на таа телевизија изјави: "Додека дишам, додека го дишам овој македонски воздух и додека ме држи памет дека мојот дедо, мојот татко, сите мои предци и јас, мојот син и ќерка сме македонци родени овде во Македонија, промена на името не може да се случи." Ама ова беше изјавено пред СДСМ да дојде на власт. Ќе цитирам уште неколку изјави на господинот Заев. Зоран Заев од позиција на лидер на најголемата опозицијска партија на 8 декември 2016 година, само 3 дена пред парламентарните избори, излезе со изјава на топ тема и вели: "Нема промена на уставното име и нема промена на нашиот идентитет, на нашата национална посебност. За се друго сме подготвени да разговараме и верувам дека со интензивна дипломатска активност можеме да најдеме решение на овој проблем." Понатаму во наредна изјава на емисијата Клик Плюс на 5.5.2017 господинот Заев вели: "Мислам дека 123 земји имаат признаено Република Македонија под уставното име. И ќе ги земам за пример Соединетите Американски држави. Што ќе им кажеме ние? Дека сгрешиле кога Конгресот одлучил да не признае? Не. Тоа е така. Ние за нив сме Република Македонија и остануваме Република Македонија. Предпоставувам дека за земјите кои што не признале, за нашиот јужен сосед, мора да се изнајде некој решение за меѓународна употреба." И уште една изјава, дадена во 2016 исто. "Што се однесува до Уставот, гарантирам, одличен Устав. Имаме Европски Устав. Уставот нема да дозволам никој да го смени. Уставот ќе се почитува, Уставот ќе се спроведува. Нема менување на Уставот. Бидете спокојни. Не дозволувајте режимот повеќе да ве лаже." Да, Заев велеше во 2016 пред парламентарните избори: "Бидете спокојни, Уставот нема да се променува, немојте режимот повеќе да ве лаже." Почитувани, и не само во Прилеп, ами кога председателот на СДСМ на митинзи говореше оти нема да дозволи промена на името на државата, кога говореше оти нема да дозволи да се менува Уставот на државата, насекаде неговите сопартици кои стојат зад него, на бините, гледаме на снимките кои што деновиве се вртат по социјалните мрежи, дека се смеат. Среќни се луѓето. Задоволни што нивниот председател ова што го ветува ќе го исполни. Всушност сите сопартици на господинот Зоран Заев сметам дека верувале дека тој нема да дозволи промена на името на државата. Слушајте ги погоре споменатите изјави, и јас морам да ви кажам, оти верував дека господинот Заев нема да дозволи промена на Уставот и промена на името на Македонија. Особено да верувам во ова ме натера неговата изјава која вели: "Додека дишам, додека го дишам овој македонски воздух и додека ме држи памет дека мојот дедо, мојот татко, сите мои предци, јас, мојот син и ќерка сме македонци родени овде во Македонија. Промена на името не може да се случи." Меѓутоа, пак ќе кажам, ова беше изјавено пред СДСМ да дојде на власт. Плюс премиерот додаде: "Не постои роден човек во Македонија кој е подготвен во собранието да бара промена на Устав
заради промена на уставното име на државата. Зошто, почитувани колеги, дополнително верува во ова? На парламентарните избори во 2016 година ниту една политичка партија во Република Македонија, вклучувајќи ја тука и Социјалдемократскиот сојуз, кога ја бараше довербата од граѓаните, ниту еден од нас овде присутните 120 пратеници во ова собрание, кога ја баравме довербата од граѓаните, ниту еден од нас не вети, не ни спомена дека ќе биде тој кој што ќе влијае, односно ќе биде тој кој што ќе одлучува да се промени вековното име на државата. Напротив, и ВМРО, ДПМН и Социјалдемократскиот сојуз во своите програми ветивме оти нема да дозволиме промена на устав со цел промена на уставното име. Но сепак власта, иако не им кажа на граѓаните дека единствено нешто што ќе го работи обезличувањето на државата, организираше референдум со цел да ги праша граѓаните што мислат за ова за нив најболно прашање. Името на државата е аманет од предците, оставен на сите македонци, меѓу кои и на нас пратениците. Заради оваа држава, заради ова библиско име Македонија се дадени илјадници човечки жртви. Ние, ниту еден од нас, не сме да си дозволи да гази на овие жртви. Ќе ги подсетам колегите од Социјалдемократскиот сојуз дека во нивната програма од 2016 со која станаа пратеници, во делот кој почнува на 171 страна, а е насловен Нова енергија во евроатлантските интеграции, со ниту една реченица не им кажале на граѓаните, оти тие се тие кои што ќе го сменат вековното име на државата. Почитувани од власта, процесот го водевте крајно нетранспарентно, крајно погрешно, насилно. Ова се прави со консензус. Ама вие решивте позицијата целосно да ја тргнете на страна. Решивте да го кршите деловникот во собранието. Ја водевте расправата на Комисијата за европски прашања, а не на матичната Комисија за надворешни работи. Го изолиравте од процесот и председателот на државата, единствениот кој има право и смее да подпишува вакви договори. И сами сте свесни дека договорот е спротивен на Уставот на Република Македонија и спротивен на меѓународното право. И покрај тоа што референдумот беше неуспешен, што беше потврдено и во одлуката на Државната изборна комисија, која што е објавена во службен весник и која што гласи: согласно конечните резултати од гласањето на референдумот 2018 година, одлуката не е усвоена, бидејќи не гласале повеќе од половината од вкупниот број на граѓани запишани во избирачкиот список. Сепак, власта одлучи да не го послуша народот и топката ја префрли на пратениците во собранието на Република Македонија. Така овде во собранието господинот Заев рече оти референдумот не е успешен, ама мнозинството од тие што гласале биле за. Оти тие 1.200.000 луѓе кои не излегле, не е дека биле против, ама ако немало цензус, битни биле само тие кои што гласале за. Па единствено тие треба да се земат во предвид при разгледувањето на ова прашање. Меѓутоа, тоа беше коментар на премиерот при дебатата пред да се отвори Уставот. А додека пак при дебатата на комисијата, кога се разгледуваа нацрт амандманите, премиерот даде една друга изјава. Ќе го цитирам: референдумот е успешен, одлуката не е донесена. Некој што не излегол на референдум, затоа што ги избрал пратениците, со тоа на излегување, пратениците да одлучат. Сега ќе поставам прашање од говорница и ми е криво што премиерот не е тука, затоа што на комисиската расправа одместо го постави прашањето, меѓутоа не добив одговор, а ова прашање веќе неколку пати го поставувам, ама никако да добијам одговор. Прво морам да повторам уште еднаш дека ставовите по однос на референдумот во двете излагања се различни. Но слушајте го ова второво излагање, мислам дека природно се поставува прашањето што јас всушност си го поставив веднаш по пресконференцијата на премиерот и на владата вечерта, втората пресконференција по завршувањето на референдумот. Зошто воопшто организиравте референдум кога не ја послушавте волјата на граѓаните, кога тежиштето го префрлате на пратениците?
Впрочем, народот е тој кој што дава легитимитет. Народот е тој кој што ни кажува како да постапуваме. И сега премиерот ни рече, оти граѓаните кои не излегле на референдум, тоа го направиле за да им препуштат на пратениците да одлучат во нивно име. Сега, еден или една од тие граѓани кои што не излегоа и не гласаа на референдум, почитувани колеги, бев и јас. И сега ќе ви кажам зошто не излегов да гласам на референдум. И прво ќе зборувам како обичен човек, граѓанин на оваа држава, ќе зборувам како македонка. Прво, јас сум дел од генерацијата која што сметам оти не смее да се дозволи да го брише минатото, не смее да гази по делото на нашите предци. Оти народ без минато не може да има иднина. И нема право да одлучува во името на предците и во името на идните генерации. Понатаму, прашањето кое што го поставивте, според мене беше многу подло, тросмислено и како такво противправно. Ќе се задржам прво на делот. Дали сте за влез во НАТО? Па, почитувани колеги, Собранието на Република Македонија на 2 пати има резолуција, изгласано резолуција оти е за влез на Македонија во НАТО. И тоа е чисто, кристално јасно. Собранието на Република Македонија има донесено таква одлука, која што е правосилна и нема сменување на таа одлука. Таа одлука Собранието на Република Македонија всушност ја донесло уште во 1993 година. За да истата не знам од која причина беше повторно изгласана и оваа година, меѓутоа ако само го потврдивме нашиот став. Па од тука нема друг заклучок освен тој дел од прашањето дека всушност беше само замајување на јавноста, затоа што ќе повторам, одлуката Собранието веќе ја има изгласано и донесено уште во 1993 година и Собранието на Република Македонија кажало дека се залага за влез на Македонија во НАТО. Делот од прашањето за влез во Европската Унија. Почитување, кристално јасно се знае дека за влез во Европската Унија, кога ќе дојде време, треба да има уште еден референдум на кој што граѓаните ќе мора да се изјаснат само по ова прашање. Впрочем, ова го потврди Државната изборна комисија. Оти кога ќе треба да се одлучува за влез во Европска Унија, мора да се организира посебен референдум на кој граѓаните ќе се изјаснат односно ова прашање. А во врска со делот од прашањето, дали го прифаќате договорот со Грција? Никако. Нема да прифатам промена на име на држава. Ова е моето размислување, повторно ќе речам, како обичен граѓанин на Република Македонија. А сега како пратеник. Како пратеник пак, особено по завршувањето на неуспешниот референдум, никако ни јас, ни пак некој од овие 120 мои колеги, немаме право да одиме против волјата на граѓаните. Нас никој не ни дал легитимитет да одиме против волјата на граѓаните. Прашањето поставено на референдум беше непринципиелно. За мене понижувачко. И сите ние, почитувани колеги, да ве подсетам уште еднаш дека кога станувавме пратеници, дадовме изјава, односно дадовме заклетва дека ќе го почитуваме Уставот на Република Македонија. Сакам во говорот да се задржам и на еден дел од денешната дебата, односно на еден дел од говорот на премиерот Заев, кога рече дека председателот на ВМРО ДПМН Мицкоски се сложувал со процесот и само имал амбиција да биде премиер. Дали председателот Мицкоски се сложува или не со процесот, всушност е соопштено многу пати од него лично, сигурно едно десетици пати. И во прашање на новинари, и во емисии. И јас тука нема што да додадам или одземам, ама не гледам ништо лошо председател на опозиција да има амбиција да стане премиер. Но навистина погрешно е што господинот Заев тоа што како цена го плати за да стане премиер и се уште го плаќа за да стане премиер. Колеги од Социјалдемократскиот сојуз, правевте реално шоу со нелегално стекратите креирани материјали пред македонската јавност, само за да господинот Заев стане премиер. И при тоа си поигравте и гледам дека уште си поигрувате со судбините на стоците наши сограѓани. Колеги од Социјалдемократскиот сојуз, покажете еднаш барем трошка човечка доблест и покајте се за сите лаги, понижувања и омаловажувања кои што ни ги приредивте во изминатиот период. И на крај ќе кажам,
Нема апсолутно ништо да прозборам, нема да искоментирам текст на ниту еден од нацрт уставните амандмани. Затоа што искрено мислев и верував, оти не смее да се отвори Уставот на Република Македонија. Нема да коментирам ниту еден од нацрт амандманите, затоа што се уште мислам и верувам, оти не смее да се менува Уставот со цел промена на уставното име на татковината. Јас како пратеник, како член на ВМРО ДПМНЕ, не поддржувам промена на Устав со цел промена на уставното име на Македонија. Јас како пратеник на ВМРО ДПМНЕ ја почитувам и ќе ја почитувам волјата на тие кои што ми ја дале довербата да ги застапувам овде во парламентарниот дом на Република Македонија. Благодарам.